Добар ден, поздрав од нас, од мен и од нашата екипа се разбира во Алфа телевизија, која што работи секојдневно на емисијата Алфа Ординација и во денешното средно издание во кое што ве поздравуваме и веруваме дека ве наоѓаме во добро здравје и добро расположение, а при тоа и среќни, бидејќи денеска е светскиот ден на среќата. Еве мојот гостин соговорник кој што наскоро ќе ви го најавам ми донесе и еден беч кој што веднаш го закачив, а всушност го символизира денешниот ден, односно светскиот ден на среќата. Верувам дека таков ќе биде цел ден, впрочем цела недела, но и оно што го препорачуваме и добри совети и препораки покрај доброто здравје и среќен живот. Денес одбравме да зборуваме на тема од областа на травматологијата, односно зборуваме за артроскопските интервенции и она што е ново, како и за пролетното рекреативно спортување, односно повредите кои што можат да се случат и при професионалното спортување, но за тоа во продолжение се разбира ќе обработиме во денешниот концепт кој што го имаме формирано со мојот денешен соговорник доктор Михаил Ивановски, специјалист травматолог од Аџибадем Систина. Добар ден за вас, доктор Михаил, и добро дојдовте кај нас. Добар ден, благодарам за поканата. Ви благодарам за подарокот, еве кој што си го закачив веднаш, бидејќи денеска е еден убав ден кој што ќе го одбележиме заедно, но со една тема која што е од интерес на нашите гледачи, првенствено бидејќи е добро да информираме за артроскопските интервенции за оно што е ново во таа област, а при тоа и бидејќи доаѓа еве пролета ни стигнува, пролетното рекреативно спортување е секако присутно и почесто се разбира во овој период, како и професионалното спортување, каде што за жал не се исклучени повредите, така што ќе зборуваме во продолжение и што се случува во таа ситуација или во таа состојба и како би требало да се третира или да се интервенира, се разбира. На почеток би споменале за артроскопските интервенции, односно што всушност представува артроскопија? Така, артроскопијата не е нешто ново, како во светот, така и кај нас. Мора да кажеме, значи тоа е минимално инвазивна хирургија која што ги решава проблемите во зглобовица. Како што лапароскопски се вади жолчка поодамна, така и во коленото се решава проблемот артроскопски. Значи тоа е минимално, како што реков, минимално инвазивна хирургија каде што со минимални резови, без отварање на зглобовите, се решаваат проблемите, грубо, нараски кажано, со камера и со инструмент. Значи се визуализира проблемот во коленото со камера, коленото, рамото, колку било кој зглоб, и со исто така мали артроскопски инструменти се решава проблемот. Веќе зглобовите не се само коски, така да има многу мекоткивни структури во нив кои што прават проблеми исто така како коските, а кои што може со минимални интервенции да се санираат, да се решат за нормално функционирање на организмот. Со самото тоа што се решава проблемот без било какви големи резови, без отварање на зглобовите, она што допред X години нели било единствен начин да решаваме проблемот, се намалува самиот инвалидитет на пациентите, односно периодот на постоперативна рехабилитација е многу помал и се тоа нели оди во еден многу побрз ритам на заздравување. Да. Тоа се разбира олеснителна околности за самите пациенти, оние кои што имаат проблем, но и за самите доктори кои што имаат начин, се разбира, подобар и поефикасен за да може тоа да се среди онака како што треба. Кои се најчестите состојби или заболувања кои што може да настанат и на коленото, и на колкото и на рамото на зглобовите? Значи, пред се мора да споменеме дека како на светско ниво, така и кај нас, најчесто повредуван зглоб е коленото. Било тоа кај луѓе кои што спортуваат, било тоа кај луѓе кои што професионално се бават со спортот, било тоа кај луѓе кои што не се бават со спорт. Да. Значи тоа е најчесто повредуван зглоб и токму и така е почната пред артроскопската процедура. Значи пред се почната со коленото и е да речеме зглоб кој што дава најлесно достапен. Артроскопски најлесно се решаваат проблемите артроскопски во коленото. Меѓутоа проблемите исто така се и во колкот, и во рамото, и во скочниот зглоб. Проблемите се и на ниво на оние мали фасетни зглобови на ребетниот столб, меѓутоа се уште не е до таму отидено да може нели се решава и тоа ендоскопски, меѓутоа се уште тоа е во една фаза на не е фаза на испитување, фаза на реализација, меѓутоа не е на ниво како артроскопијата на коленото. Иначе повредите
и состојбите во зглобовите, со само тоа што се, како што спомна, значи и нас не е полесно кога ги решаваме артроскопски, затоа што се намалува како времето на интервенција, така и она што нас не е битно, периодот на опоравување, период на рехабилитација кај пациентите. Исто како што не е исто да абдоменот, односно стомахот го отворите па завршите работа и влезете низ неколку мали дупчиња, извршите работа, многу е полесно пред се за пациентите, така е, нели, полесно и за нас. После тоа. И сега, кога станува збор за артроскопија или правење на артроскопска интервенција, што е оно што е клучно? Дали е тука за употребување на оваа метода или за правење на ваквата интервенција е важна раната диагноза и кога и во кој случај не може да се примени артроскопија, туку треба да се примени некоја друга метода? Како и за сите други оперативни техники, оперативни интервенции, значи е многу битна пред соодветна диагностика, соодветен избор на пациент, односно вистинска диагноза, вистински пациент, вистинска интервенција. Навременото диагностицирање е апсолутно од интерес за пациентот, затоа што дури кај една банална повреда на менискус во коленото, која што се решава рутински за многу краток временски интервал и за многу кратко време пациентот се враќа на нормално функционирање, доколку несоодветно се третира, односно ненавремено се диагностицира, прави многу голем проблем. Односно, ја оштетува рскавицата во коленото, а тоа е структура која што понатаму е многу проблематично да се реши соодветно и остава многу понатаму траен инвалидитет на пациентот, односно на коленото. Нели, многу пати претпоставам и вие сте во емисија сте разговарале за остеоартрит и сте тие проблеми кои што процентуално повреда на менискус многу побрзо доаѓа до остеоартрит, односно до оштетување на рскавицата, односно до уништување на зглобот, што можело да биде многу претходно полесно санирано. Ја многу често знам на пациентите му објаснам, знаете, конкретно се фативме за менискусот, он се однесува како камче во кондурата кој имате. Кој имате камче во кондурата, прави рана на петата, па на палецот, и ние секаде ставаме ханзапласт, меѓутоа дури него извадиме камчето од кондурата, проблемот не е решен. Ќе прави постојано проблем. Токму тука со артроскопијата имаме можност да со една минимална интервенција да го решиме проблемот, да го извадиме камчето од кондурата, односно да го извадиме менискусот од коленото и да го решиме проблемот. Иако денеска е тренд да не се вади тоа парче од кондурата, односно тоа парче менискус, него да проба да се сошие, да проба да се санира, односно да се реши проблемот на подолг временски период. Сега, тука рековме вистински избор на пациент и време, затоа што мора да се направи добра проценка дали пациентот е физички активен, возраста на пациентот. Значи не велам дека постарите пациенти не треба да се оперираат, меѓутоа треба да се направи вистинска проценка, зашто понекогаш може да се направи со артроскопијата поголем проблем отколку што ќе има бенефит пациентот. Кај млади пациенти не правиме ова. Млади пациенти се да речеме некоја си 50 година плюс минус. Над 50 треба да се направи добра проценка, што треба да се направи со зглобот. Независно да се фативме пак ќе речем за коленото, истото важи и за рамот, и за скочниот зглоб, и за лактот. Да, што значи дека индивидуално од самата состојба на пациентот, но и од кондицијата или да речеме возраста на пациентот, зависи дали менискусот ќе се извади, ќе се остави и дали понатака тоа ќе биде за доброто на самиот пациент или пак можеби понатаму да прави проблем, па треба тоа и проценка од страна на самиот доктор. Но од страна на пациентот кој што освен што чувствува одредени симптоми, нели останатиот дел не му е толку јасен, што е оно што го тера пациентот да се консултира, да отиде на преглед, да види каде е проблемот. Има ли во принцип, болка? да. Значи, болката е тоа што најчесто пациентите ги тера да одат на лекар. Се дори болката е издржлива или занемарлива или може да се тера со нејза, се тера, односно пациентите не доаѓаат на лекар. Дори пациентите кај нас се уште свеста, нели, се менува по лека, меѓутоа се уште, нели, кога му рече на пациент коленото ве боли, доктор, окей, јас ќе си чопам, добре, дајте ми за болка и терам дале. Не е баш така, нели, треба да се реши проблемот, меѓутоа болката е она што прво ги тера пациентите. Конкретно кај коленото, луѓето едноставно не можат по скали да се симнат, да се качат, не можат да отидат до продавница да си купат леп млеко и тоа е она што веќе ги зборам кај повозрастните. Кај оние помладите, поготово оние што им зависи работата од коленото и зглобовите, порано се јавуваат на лекар и тоа е тоа што ги тера да побараат помош. Со еден убав клинички преглед, со една убава додиагностика, најчесто тоа е магнетна резонанца, се добива точна диагноза и со артроскопијата се решава проблемот. Односно артроскопијата е оперативна интервенција со која што се решава проблемот во зглобот.
И сега трошењето на раскавицата на зглобовите се случува некаде забрзано во зависност од тоа што е професионалната занимација на самиот пациент, но и што е она што е причината за трошењето на раскавицата, но трошењето на раскавицата е и процес кој што се случува во текот на животот, односно нели како поменуваат годините, со старењето се троши и раскавицата. Што значи дека тоа е еден природен процес, и сега кога ќе настане малку побрзо, тоа што треба да се следи, да се направи, да се навремено. Така е. Трошењето на раскавицата е неминовен процес кај сите нас, независно од активноста, го кажа, активноста ја зголемува или намалува, на одредени зглобови го намалува сетувањето на раскавицата, одредени состојби во самиот зглоб помагаат да тоа побрзо се уништи или помалце, а со соодветниот третман се продолжува животот на раскавицата. Вие не можете да го прекинете процесот на уништување на дегенерација, меѓутоа можете да го пролонгирате од најобични банални активности, понатаму преку физикална терапија, апликација на интерартикуларни инекции од било кој тип, па се до артроскопски интервенции. Понатаму доаѓаат и биолошки операции, кои што се малце поголеми зафати, се поврзани со артроскопијата, меѓутоа и отворена хирургија, меѓутоа сепак трендот на светско ниво, така и кај нас, е да се сочува биолошкиот зглоб што е можно подолго. Значи не е исто да ставите вештачки зглоб на 40, 50 и 60 години, затоа што биолошкиот зглоб сепак е биолошки зглоб. Има методи, има интервенции кои што овозможуваат пролонгирање на нормално функционирање на биолошкиот зглоб, што е добро за пациентот. Па ќе кажам, и протезите кои што се вградуваат не се вечни и затоа е подобро да се стават на што е можно повозрасна, на покасно во животот. Да, затоа е важна и раната дијагноза која што ја. Токму така, раната дијагноза и раната превенција. Да. Ќе зборуваме во продолжение, се разбира подоцна и за превенцијата, што е она што би требало да го знаат нашите гледачи и вашите пациенти, но и сите граѓани во однос на превенирањето на или по спорото трошење на раскавицата на зглобот. Бидејќи зборувавме за коленото, сега ќе се префрлиме малку на артроскопската интервенција на колкот. Всушност тоа е во однос на некако новитет, но дополнување што би можеле да го кажеме во контекст на денешната тема и она што сега може да се прави во вашата болницата каде што сте во Систина. Да, ако рековме дека за артроскопијата на коленото е релативно одамна востановено и во нашата држава, артроскопијата на колкото е нешто што е релативно ново, како во светот, така и кај нас. Кај нас во оваа држава не се работи се уште рутински. Почнуваме и ја работиме. И мора да спомнам дека тоа е во соработка со мој колега од Германија и од Бугарија, доктор Василев, кој што доаѓа да наша лична до едукација, бидејќи сепак артроскопијата на колкот е малце поспецифична процедура, бара малце поголемо искуство и рутина, меѓутоа се работи. Исто како и за другите зглобови, и артроскопијата на колкот овозможува пролонгирање, односно сочувување на биолошкиот зглоб. Се чисти дел од зглобот, се чиста дел од меките структури, дел од нив се шијат артроскопски и сето тоа го пролонгира животот на зглобот. Ендопротетиката, промената на вештачкиот колк, малте не е доведена до перфекција. И кај нас и на светско ниво, и тоа се зглобови кои што и од колки се променат, траат долго и пациентите функционираат одлично. Планинарат, се качуваат на Монтеверес, прават све што сака, меѓутоа и кај тој зглоб е добро доколку, нели, кај пациент на 45 годишна возраст направите артроскопска интервенција на колкот, му го продолжите животот на колкот во наредните 10 до 15 години, не е сеедно. Или на 45 му ставите вештачки колк. Значи си има разлика. Таа интервенција е тоа, што рековме, да речеме ново. Кај нас во болница се направени само 3 за сега интервенции, меѓутоа нели трендот е да кај оние пациенти и пациентки кои што има вистинска индикација, кај кои што вистински ќе им помогне, тоа функционира. Што друго, освен бидејќи не се употребува кај нас или веќе сме на сам старт на почеток на артроскопски интервенции кај колкот, што друго беше досега замена за тоа, не во фаза кога веќе треба да се стави ендопротеза или вештачки колк, туку во таа предходна фаза каде што би требало да се продолжи животот на. Значи, со физикална терапија се продолжуваше животот на колкот, односно се пролонгираше времето. Апликација на во самиот зглоб, значи на инекции како ПРП, така и хиалуронска киселина. Меѓутоа, сето тоа сега се остава за во една фаза кога
постоперативно после артроскопска интервенција, има период на рехабилитација и има период во кој што се аплицираат интерартикуларни инекции кои што го пролонгираат животот. Нели, се обидуваме да добиеме 5, 10, 15 години. Некои пациенти и повеќе, немаме толку искуство се да кажеме, меѓутоа нели, светската литература го покажува тоа дека е интервенција која што е со бенефит за пациентите. Да. И добро е што веќе е достапна и кај нас, па може да го видиме почнуваме тоа да работиме, така е. И со тукашни резултати се разбира. Бидејќи ако да не се задржуваме на зглобот на рамото, бидејќи истата, нели, постапка и истиот начин кога станува за брза артроскопски интервенции, би кажале оно што е важно пост и пред оваквите артроскопски интервенции, што би требало да знаат пациентите, каква е подготовката и што е важно откако ќе се направи самата интервенција, дали на колено, има може сега и за колк или на рамо, да се внимава и понатака да се проложи, дали станува збор за професионален спортист, дали станува збор за пациенти кои што имаат некакви други хронични заболувања или проблеми здравствени, или пак оние кои што работата им зависи од тоа, сепак треба да функционираат така како што било и претходно. Така, предоперативната припрема е многу битна, како и за сите други интервенции, просто сепак правиме мовет за операции, правиме мовет за интервенција која што се одвива во операциона сала, со анестезија и со сите тие пропратни ризици кои што може да се појават. Значи, пациентот први е битно да е спремен за она што го очекува и мора да знае што ќе го очекува после интервенцијата. Бенефитот е многу поголем отколку ризикот, меѓутоа ризикот е тука и мора да го знае пациентот. Пациентот мора да е спремен за она што го очекува постоперативно, односно мора да го знае период на рехабилитација, кој што е од 10 дена па и до 6 па и повеќе месеци. Тоа е сите артроскопски интервенции, поготоа што се изведуваат кај нас, е еднодневна хирургија, односно во текот на денот се изведуваат од интервенцијата, утре дента пациентите заминуваат дома, дел од нив истиот ден се заминуваат дома. Тоа е предноста за нас, хирурзите, па и за пациентите. Меѓутоа, нели, дел од нив кога се работи за колено, скочен лоб колк, газат веднаш на ногата, заминуваат од болница со сопствена нога, меѓутоа дел од нив во еден одреден временски интервал не смеат да го користат екстремитет, односно се движат со помош на патерици, на помагала, без оптеретување. Пошто следи период на рехабилитација, пошто след пациентот се враќа на нормално функционирање. Јас стално се шалам, нели, оној што играл фудбал се враќа да игра фудбал, оној што работел физичка работа се враќа на физичка работа. Ако не играле претходно балет, нека не очекува дека и после тоа ќе играат балет, нели? Да, не започнуваат нешто ново. Да. Така, но сепак физикалната терапија и рехабилитација е важна за пациентите кои што ќе направат артроскопската интервенција, за да може нели и да помине да биде времето за оперување побрзо и пократко и да се вратат во нормалното секојдневно функционирање. Имаме гледач кој што има прашање, може да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до вас, до емисијата. Имам едно прашање. Се работи за проблем за мојот сопруг со коленото. Има болки во коленото. Баш вчера, јас јавувам од Охрид. Бевме вчера во Костозглобна и му направија преглед, имавме претходни снимки. Диагнозата му е гонартротис лодекс под менисектомија менискус мед. Или пациентот се жали на болки и ограничени движења во десното колено во висина на медијалната зглобна линија. Да. Е сега клинички и ертаген на преднати артрозни промени. И докторот ми даде физикална терапија и воено да се направи магнетна резонанца. Дали може докторот да ми одговори дали само која возраст е пациентот? Дали може да не се прави класична операција, него со артроскопска интервенција, пошто има и 73 години. 73. Добро. Од она што го кажа, гледачи се работи за 73 годишен пациент, кај кого веќе е направена артроскопска менисектомија, значи таму веќе е отстранен дел од менискусот, со напредни артритични, односно гонартритични промени на коленото. Тој е пациент кој што генерално е за промена на зглобот. Значи веќе тука со артроскопија не би можеле многу да се помогне, зашто може да се случи на таа возраст после артроскопијата да има многу поголема болка, многу поголеми проблеми отколку пред. Интервенција само треба да се направи нова проценка дали треба да се промени целиот зглоб
значи дали се направи тотална ендопротеза на коленото или уникондиларна, односно се смени само половина зглобот, иако според возраста 90% би требало да се направи промена на зглобот на коленото. Тоа е она пака по телефон што можеме. Тоа значи би требало најверојатно да се стави ендопротеза. Ендопротеза. Значи вештачко колено е она што нели на таа возраст, кај веќе оперирано колено што едно би било најдобро за пациентот. Така. Тоа е моја мислење. Сега бидејќи споминавме за колкот кога се прави артроскопска интервенција, колку може да се продолжи животот на природниот колк, не споминавме месечини, не знам дали сум право, кога се прави артроскопска интервенција на колено, да ќе го вклучиме гледачот, на колено и на зглобот на коленото и на рамото, колку се продолжува исто природниот век на тој зглоб? Истото важи, разликата меѓу рамото, па и лактот и колкот и коленото е тоа што не одиме на рацете. Да. Така да, не се троши толку. Да, не се троши, меѓутоа кога се работи па за рамото и за лактот, има професии кои што се многу, каде што многу се користат тие зглобови, и каде што се оштетуваат не само зглобовите внатре, но се оштетуваат и тетивите. Поготово важи тоа за рамото. Значи рамото е плиток зглоб кој што прави многу комплицирани движења и во кој што се уклучени многу тетиви, кои што се околу зглобот, меѓутоа учествуваат во функцијата на зглобот, кои што се оштетуваат. Не се кинат конкретно при повреда, меѓутоа како резултат на долготрајно оштетување на еден оврид синдром доаѓа до нивно оштетување со една артроскоп кој што се решаваат артроскопски, односно тие тетиви од ротаторната манжетина се шијат и функционираат пациентите после тоа без никаков проблем. Така. Ќе го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме? Да, повелете. Поздрав до гостината и до емисијата, конкретно прашање за колено. Јас сум на возраст на 50 и неколку години. После артроскопска операција на колено, после скинат менескус, на самата операција направено ми е микрофрактура заради оштетување на рскавицата на кондилот. Сега таа операција испадна неуспешна, што после тоа, а пред вештачки зглоб. Значи, пациентската направена интервенција за да се возобнови раскавицата колку што може. Раскавица не се возобновува, да не се лажеме, меѓутоа се прави процедура која што кажа пациентската микрофрактурирање со која што се овозможува на коленото да функционира колку што може нормално. Возраст кога што би требало да се процени дали има простор за некој друг тип на интервенции, да се помогне на коленото, пошто сепак на 52-3 години јас лично би пробал уште неколку години пред да се стави вештачко колено. Треба да се направи ново доиспитување, да се направи нова магнетна резонанца, да се види што е останато и до каде е по коленото. И потоа да се одлучи за која. Потоа да се одлучи. Иначе јас би пробал на 50 неколку години, што е можно све да се сите методи да се исцрпат, па на крај да се размислува за вештачко колено. Да. И сега за вакви пациенти, значи до 50-та 50 и некој пред 50-та година, кога веќе од некоја причина се прави артроскопска интервенција и тоа се доведува до некоја нормална состојба, дали постои можност да по известно време повторно да има потреба и кога би имало потреба дали се прави може да се прави следна артроскопија? Во принцип се прави реартроскопија затоа што кога ќе се направи една артроскопија, кога ќе се извади дел од менискусот, најчесто не се вади целиот менискус, односно се гледа што е можно помал дел од менискусот да се отстрани, но се отстранува само она парче кое што е повредено, кое што е ледирано, кое што е скинато. Иако спомнав дека во денешно време трендот е да и тоа парче се сошие. Да. За да коленото функционира нормално. Веќе не е исто кога на едно колено. Значи на почетокот кога почнува операција на колено, менискусот се вадеше отворено. Тие колена многу побрзо стигаат до артроза отколку кај оние кои што артроскопски се вадеше менискусот. Сега во денешно време кога ќе може да го сушиме менискусот, сигурно ќе биде подобро за раскавицата за коленото. Меѓутоа, оној дел од менискусот кој што е останал има право повторно да се повреди, има право повторно да се скине. Така да треба да се направи проценка дали треба повторно артроскопски да се влезе во коленото, да се реши проблемот и да се добијат пар години или не. Значи сепак се тоа индивидуално. Да. И тука за да закружиме конкретно овој дел за артроскопските интервенции или за артроскопијата, само да споменеме исто еден важен момент дека кога се случува трошење на раскавицата на зглобот на коленото на едната нога,
посебно кај ногата, нели, бидејќи тоа е екстремитетот со кој што најмногу го употребуваме пред се за одење. Тогаш самите пациенти ако почнат кога почнуваат да чувствуваат болката на почетокот, повеќе тежината префрлаат веднаш на другата нога автоматски и тоа и за краток временски период тогаш се случува оптеретување на другата нога или на другиот зглоб. Тоа е многу често, значи штедејќи го десното колено, го оптеретуваме левото колено, па нели после тоа и левото колено е проблем. Да. И не само тоа, се движиме неправилно, страдаат колковите, се страда рбетот, така да Се е поврзано. Се е поврзано. Баш заради тоа реков дека полека се менува свеста и кај нас. Нема логика да се чека и да се оштети све друго, кога може за релативно кратко време, рутински да се функционира нормално. Може би прошлиот пат спомнав кога бевме во емисија дека јас имав можност да во Германија, каде што бев на едукација, кај доктор Василев, истиот колега што сега доаѓа тука, имаше пациент на 70 годишна возраст кој што оперираше и колено и рама. Значи човекот едноставно дојде и рече: "Јас играм голф. Значи јас кога играм голф не сакам да ме боли рамото и сакам уште тие 3 пати може да играм голф да ги играм кој што треба." Човекот дојде, се изоперира, дојде на контрола, играше голф. Тука треба да ја смениме малце свеста, значи он дојде и рече: "Јас можеше 3 пати ќе играм голф, може еднаш. И тоа еднаш сакам да го играм квалитетно." Че разговараме за quality of life. Да, додека кај нас бараме нешто за против болка, Ти си чопам, докторе, дај за болка и тоа е тоа. Така е, да. Што значи дека тотално друга крајност и тоа е Така. веќе понатака предизвикува други компликации и проблеми. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и до докторот. Поздрав. Повелете. Имам проблеми со раменото. Па ме боли скоро една година, меѓутоа така, ќе ме боли, ќе ми помини, а последните 2-3 месеци веќе не можам ништо ни да работам. Значи големи болки имам. Примав аналгетици, постава примив тродон инекции со дексазон, па пиев овие аркоксија, серапаптазе, меѓутоа ништо од тоа. После 20 дена од кога ги допив тие, ми дадоја докторката, веќе ги прочитам, ми кладе инекција во раменото, кеналог и хуликаин. Ксилокаин, анестетик локален. Да. Меѓутоа ништо и доратеа, оние дорета, како се викат, капсули, меѓутоа ништо подобрување немам. За совет ве молам. Предпоставувам, само јас ќе прашам возраста иако нели. Па 70 години. Генерално колегите ги сцрпувале еден под еден сите конзервативни опции, ставени инекција во рамото со која што би требало да се намали болката, по која што се препорачува физикално. За да се донамали проблем, треба да се направи проценка. Најверојатно се работи за импинжмент на рамото, односно дел од тие тетиви што ги спомнавме, се во акромиоклавикуларниот зглоб се оштетени и ја даваат таа болка. Или таа диагноза своевремено истинска се користи периартрит, меѓутоа тоа е таа болка која што не дозволува елевација на раката и е ужасно annoying, е ужасно досадна, која што треба да се направи оваа проценка. Се решава артроскопски, значи се прави декомпресија на тој дел, се чисти делот од зглобот и пациентите функционираат нормално. Возраста е 70 како не човек што играше голф во Германија, така да стварно треба да се направи оваа проценка и да се види што се очекува од понатамошниот тек и да се направи проценка. Може да се проба повторно со инекции, да видиме колку временски период ќе добиеме, може да се направи артроскопија. Меѓутоа пак нели. Да, проценката е многу важна. Да. 10:30 ќе направиме кратка пауза со реклами, а потоа во вториот дел ќе зборуваме, ако имам уште нешто во однос на артроскопските интервенции, односно за превенцијата во овој дел. И ќе се задржиме повеќе за, како што споменав и во најавата, повредите кои што може да се случат при сегашното пролетно рекреативно спортување, но и при професионалното спортување. Останете со нас на Алфа. Продолжуваме со денешното издание на Алфа Ординација. Подсетувам, зборуваме на тема за артроскопски интервенции и пролетно рекреативно спортување. И сега првиот дел за артроскопските интервенции го поминавме, односно за оние кои што не следеа од почеток од 10 часот, слушнавте што всушност представува артроскопија, што е ново кај нас и кој е бенефитот од ваквите артроскопски интервенции на зглобовите на коленото, колкот и рамото.
Сега ќе продолжиме со она што е следно, а тоа е пролетното рекреативно спортување. Во пролет сите можеби и веројатно повеќе рекреативно спортуваме, а особено исто оние кои што професионално се занимаваат со спорт, тоа го прават во текот се разбира на целата година, но во пролет сме поактивни, па и во лето, тоа е периодот кој што ни следува и сега баш и токму поради тоа се случуваат можеби и повреди од различни причини, кои причини, како настануваат повредите, како се дијагностицираат и како се третираат, ќе зборуваме во приложение, посетувам зборувам со доктор Михаил Ивановски, специјалист травматолог од Аџибадем Систина. Доктор Михаил, пролетно рекреативно спортување или пролет е можеби период во кој што имате повеќе работа или не? Не мора да значи. Да. Пролет е време кога нели све се буди, така и ние. Ние препорачуваме, јас лично најтопло препорачувам да се рекреира и да се спортува, значи апсолутно нели. Тоа е дел од превенцијата и спортувањето е добро за сите нас е добро, независно од возраста. Под спортување и рекреација е од играње фудбал пред врата дома на улица до возење точак, па до пешачење покрај Вардар за луѓе во подминати години. Сега тоа е добро. И кардиолозите му го препорачуваат. Да, и тоа е превентивна мерка во првите 3. Физичка активност. Така, да, физичка активност, меѓутоа таа со себе си носи одредени ризици, одредени повреди кои што понекогаш и не може да ги превенирате. Нели, сепак, јас сум травматолог, ние зимно време велат поише работиме, пошто паѓа снег и се замрзнува, па нели. И зимски спортови плюс. Така, зимски спортови се кршат, се повредуваат деловите од телото, меѓутоа пак во лето, па во пролет и лето се делуваат тие спортски повреди. Како кај професионалци, така и кај рекреативци. Не дека ги нема и фрактурите, нели? Сега ќе почнат да возат ролерки, точаци, па паѓаат, па кршат раце. Меѓутоа, спортските се повреди се она што се среќаваме во овој период малце повеќе, поготоа кај оние луѓе кои што се во една средна возраст, каде што цел живот се бават со нешто, па се почнуваат полека ги болат зглобовите, па не е јасно што од како, а сакаат да спортуваат. Тие се тие што треба да им се помогне, да внимаваат, меѓутоа и треба доколку има вистински проблем да се реши. Дали е скочниот зглоб, дали е коленото, дали е кичмата, дали е колко, дали е рамата, сето тоа има решение за повторно да се вратат на нормално функционирање. Како на работни активности, така и на рекреативен спорт. Многу луѓе играат тенис и треба да играат тенис, многу луѓе возат точак и треба да возат точак, затоа што без тоа па што ќе правиме? Седиме дома и не гледаме телевизија. Да, апсолутно е потребно, всушност неопходно да се практикува било која физичка активност или рекреативно спортување, она што нам не одговара. Постојат за среќа многу опции кои што можеме да ги избереме, според она што сметаме дека нам не годи. Но она што го споменавте е дека доколку постои некаков проблем или некаква тегоба која што ја чувствуваме во одредени зглобови или во колку од коленото, рамото, било каде, тогаш треба тоа веднаш да се забележи, треба да се диагностицира доколку постои простор за одредена диагноза и потоа да се лекува или да се третира. Но доколку тоа не се направи и доколку на сам почеток па самиот пациент човек чувствува болка, па не чувствува болка и не е толку ажурен во однос на преглед кај доктор, тогаш што може да се случи доколку правиете пролетно рекреативно спортување? За професионален спортиста е малку потешко, бидејќи тие веќе знаат што и како е, но кај рекреативците тоа може да биде случај. Сега, што е компликацијата која што може да настане при ваква ситуација? Кога станува збор за спорт, значи тука во делот на спортските повреди не се само зглобовите. Ќе ги спомнеме нив. Да, не се само зглобовите, не е само артроскопијата решение. Има еден куп повреди кои што се поврзани со движењето, со спортувањето, почнувајќи од тендинопатии, воспаление на тетиви на мускули, кинење на тетиви и мускули, па до оштетување на зглобовите. Со самото рекреирање, со самото спортување, ризикот се зголемува од тие проблеми, меѓутоа во една, пак ќе кажам, кај помладите пациенти, кај помладите рекреативци, сето тоа е и очекувано. Меѓутоа сето тоа има и решение. Односно, јас стално велам, значи подобро е да се спортува, да се појави некој проблем, тој проблем да се санира, па повторно да се вратиме на спортување, отколку да речеме, окей, тука завршуваме. Го спомнав тенисот. Значи луѓе кои што играат тенис, страда колената, страда левата или десната рака, зависи од тоа со кој екстремитет се игра тенис, и страдаат и зглобовите и тетивите. Сите сме слушнале за тениски или за голферски лак.
кај тенискиот лак се воспалуваат епиконделите, односно тетивите кои што се припојуваат на самиот лакт ради едно повторувачко движење. Меѓутоа, тоа се јавува и кај луѓе кои што свират виолина, кај луѓе кои што куцаат на тастатура, така да не е се спортски повреди, а се јавуваат. Да. И кај едните и кај другите треба да се истретираат соодветно. Дали ќе биде тоа со мачкање гелови за почеток, мирување, па потоа физикална терапија, па до инекции, дел од нив завршуваат и со операции, многу ретко меѓутоа завршуваат. Меѓутоа сето тоа се опции да се санира проблемот, па да се вратиме на функционирање. Значи доаѓаат и луѓе кои што немаат врска со спорт, меѓутоа работат работа која што е, карикирам, врзана со физички активност, каде што се прави едно континуирано движење. Значи столари кои што се штрафуваат со штрафцигер, Повторувачко движење да, е тоа? добиваат тениски лакти. Кога Да. дојде ми рече тениски лакт, доктор, ја тенис на телевизија гледам, не знам, тоа е терминот, сакам да кажам, нели? Така е, Медицинскиот термин е епикондилит. Меѓутоа има решение и за тој што утре мора да се врати на работа и да работи тоа, и за оној што игра рекреативно тенис и сега да се врати Да. да игра тенис. Да, бидејќи си го сака тенисот и Си го сака сака тенисот, рекреативно да така си е, игра да. тенис. Имаме гледач на линија да го вклучиме. Ама Добар ден. Устане ти меле. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме и ќе ве замолам да го намалите тонот на вашиот телевизор за да може подобро да се слушнеме и вие ќе не слушате преку слушалката. Повелете. Си го слушам гласот. Повелете. Ало? Повелете, поставете го прашањето. Ве молам пред една рутинска контрола на вени, Да? ми открија Бекерова циста. Ме интересира што е тоа а имам 73 години. Добра, благодарам. Значи, да, се случува дошта често. Пациентка отишла за контрола на вени, најверојатно е направено ехо, значи ехо доплер на долни екстремитети. Бекеровата циста е циста која што се јавува во поплителната јама, односно тоа е во делот на коленото. И Бекеровата циста, на пациентите кога им кажете циста звучи драматично и меѓутоа Бекеровата циста се јавува како резултат на проблеми во коленото. Односно, кога и коленото има било каков проблем, дали е менискус, дали е раскавица, дали е лигамент, се ствара течност, односно ствара вишок на течност која што ја формира таа Бекерова циста. Во самиот зглоб си има течност оноку што му треба на зглобот. Механизмите се такви на нашите организми што течноста за подмачкување, наравски кажано, е оноку што треба. Кога има проблем, коленото ствара вишок на течност со идеја дека ќе го реши проблемот. Таа вишок на течност нема каде да оди, едноставно по пат на гравитација доаѓа во задниот дел на коленото, во поплителната јама и ја формира таа Бекерова циста. Така да Бекеровата циста не е страшно, не дај Боже некоја туморозна формација која што прави проблем, освен што прави притисок, болка и проблеми при виткањето на коленото. За да се санира и да се реши проблемот на Бекеровата циста, треба да се реши проблемот и во самото колено. Бидејќи Бекеровата циста може да испунктирате, да отстраните, да ја извадите комплетно, меѓутоа таа ќе се формира повторно доколку не го решите проблемот во коленото. Така да возраст е 70 години, меѓутоа треба да се направи повторна убава проценка и на таа возраст доколку коленото е сочувано, доколку е функционално и пациентката функционира ненормално, односно е активна, треба да се размисли дали треба да се реши проблемот и во коленото и Бекеровата циста или едноставно да се почека па да се стави вештачко колено. Имаме следен гледач, што го слушнавме многу добро сигналот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Нешто консултација со докторот. Да, ве слушаме, повелете. Видите, мојот сопруг имаше мозочен удар лево страно, меѓутоа добро е, почна да оди, да се движи, меѓутоа левата рака што е, му е од, како да кажам, од зглобо малку, од блабочина некоја така. И сега да функционира раката, прстите ги движе ги, отвара, затвара раката, меѓутоа вежби физикална правиме се тоа, меѓутоа уште не може така стискавица да му е, мислам, појак нешто да фане.
Нешто да не советувате, докторе, Само- што понатаму да правиме? Не разбрав околу кој зглоб има оток или така нешто? Горе рамото. Рамото. Рамото лево и болки има. Тука и кога мислам раката му е сега отпуштена, меѓутоа од рамото зглобо е како отцепена, како да ви објаснам, не знам. Така, доколку значи во склоп на целата ситуација, нели, мозочен удар Да. од земјата на едната страна, доколку е конкретно болката, ако добро разбрав, се враќа во нормална функција со физикално, доколку е болката само во рамото, ја би препорачал да се стави инјекција во рамото, која едноставно би го обезболело тоа рамо, би се изгубила болката и би можело и физикалната да се работи малце подобро и да се јакнат мускулите. Бидејќи со од самата примарна ситуација има слабост на мускулите сите тие работи, така да една апликација на инјекција во самиот рамен зглоб, мислам дека би помогнало. Мислам дека би помогнало. Да, тоа значи Само дека една инекција да се стави, да? Па дали една, дали неколку, меѓутоа со тоа би можело да се помогне, конкретно за рамото. Да. И сепак тоа е- физикална понатаму. Да, физикално обавезно, маско да. лекување, имаме терапија се. Тоа меѓутоа требаше да носи онаа рама триаголна, меѓутоа малку ја поноси и секако не знам како да ви објаснам како од зглобо е малку попуштен. Добро што значи дека треба да следува преглед, а понатака најверојатно тоа би Да, било една или најдобрата опција која што може да се Во моментот, направи да. за таа Добро, состојба. Ви фала благодарам многу, за докторе. Благодарам за за јавувањето. јавувањето и за вниманието. Ќе се навратиме на пролетното рекреативно спортување кај помлади личности, кај личности кои што се дека средовечна возраст. Приличности да знаат што и колку може и како би можело рекреативно да спортуваат. Младите се разбери поактивни и полюбопитни во однос на испитување на различни спортови за рекреација, но пак кај нив доколку се случи одредена повреда е и полесно за опоравување, додека кај другата категорија. Сега според вашето искуство и според пациентите со кои што се соочувате, кои се најчести повреди кај едните кај другите и нивната Кај помладата популација, значи кога станува збор за спортски повреди, најчесто пак ќе кажеме коленото, најчесто е повредата на менискусот и повредите на лигаменти. Значи доста често, поготово при оние контактни спортови од типот на фудбал, кошарка, значи знае да се повреди предниот крстен лигамент, кој што дефинитивно треба да се санира после одреден временски период, бидејќи нестабилноста на коленото која што ја дава повредата на предниот крстен лигамент доведува до понатамошно штетување на останатите структури, што доведува до побрзо стварање на артритични промени, остеоартрит и оштетување на коленото. Кај помлади луѓе дефинитивно тоа се решава и тие во еден временски период од 6 месеци се враќаат на нормално функционирање, односно се враќаат на нормалните спортски активности, тие веднаш после 3 недели се враќаат на нормално функционирање. Така да коленото како зглоб е доста честа повреда и рутински се работи. А кај повреди на рамениот зглоб, исто така, се препорачува решавање на проблемот, артроскопски решавање, дали е тоа на проблемот во самиот зглоб со раскавица, со лабрум, со било што, или на делот од ротаторните мускули, кои што исто така се сутурираат, се шијат, и повторно, по еден период од 3 до 4 месеци се враќаат на нормално функционирање, или луѓе што рекреативно играле кошарка, повторно играат рекреативна кошарка, професионалци што фрлале копје, повторно се враќаат на фрлањето копја. Има спортови кои што може да се практикуваат и со одредени ортози, конкретно скијањето, може да се скија и со повреден преден крстен лигамент, меѓутоа пак ќе кажем, има скијање и скијање. Има луѓе кои што скијаат и луѓе кои што скијаат. Така да. Исто е еден важен момент кој што би требало да го знаеме сите без оглед на возраста, е тоа да кога правиме одредена пауза од некое рекреативно спортување, потоа наглото започнување или форсирање, како би можеле да кажеме, и на мускулите, но и генерално на нашето тело е не толку продуктивно за него, бидејќи може и да се префорсираме да добиеме воспаление на мускулите и за жал и некоја повреда. И сега постапки во тој дел, односно како се започна по колку пати неделно треба да се спортува рекреативно и како оди тоа постепено. Така, многу важен момент, значи ова што го спомна, враќањето на спортски активности, како за рекреативци, така и за професионалци. Како за луѓе кои што биле третирани хируршки или било како, така и за луѓе кои што не биле. Значи има луѓе што на времето професионално се бавеле со некој спорт и после пар години
повторно мислат дека може да се вратат на тој спорт со истиот интензитет, со истиот ефекти, со истата не. Значи апсолутно настанува тука е главниот проблем, тука настануваат спортските повреди. Враќањето на спортската активност, враќањето во тренажниот процес е еден суптилен и многу компликуван процес. Јас стално велам, се почнува со трчање на 100 метри, се стига до 100 километри. Мене лично ми се има случај да па и професионални спортисти кога ќе ме речете може да се вратите на тренинг, они да играат 90 минути фудбал, не може. Значи после период на мирување, па период на рехабилитација, независно дали е оперативно решен проблемот или со мирување, организмот му треба време. Значи треба во тренажниот процес да се влезе постепено, најпрви со враќање на мускулната маса, со соодветно враќање на тетивно-мускулните споеви, па да дојдеме до оној активен професионален. Затоа испомнав кај дел од повредите на коленото 6 месеци. 6 месеци за да пациентот се врати, односно спортистот се врати на претходната активност. Во период од месец до 6 месеци е тој период на враќање во тренажен процес, односно враќање на организмот во една физичка кондиција. Често се случува кај фудбалерите, поготово луѓе што на времето сите ние сме играле фудбал, барем машките, нема некој што не играл фудбал, кој повише, кој помалку, меѓутоа луѓе кои што професионално или полупрофесионално се бавеле со фудбалот, на возраст од веќе 50 годишна возраст, кога мислат дека може, многу често кинат тетиви, пред ахиловата тетива, заради тоа што во времето на активноста настануваат микротрауми, се формираат калцификати кои што ја ослабуваат тетивата. Треба минимално движење за да се скине. Се фативме за ахиловата тетива. Многу често се кине на таа возраст. Луѓе кои што се бавеле рекреативно со фудбалот, направиле пауза од пар години и повторно не може повторно да играат 50 минути, термин в цел фудбал да играат. Не може, апсолутно не може. Да, друго е кога нешто се прави во континуитет, а друго е кога има пауза од одреден временски период и понатака следно започнување на рекреативното спортување, кое што треба да биде исто постепено, но и во корелација со самата кондиција и физичката состојба. Значи тука ги спомнувам професионалните спортисти, значи во секој сериозен клуб има човек кој што се бави со враќање на спортистот во тренажен процес. После операција, значи наше е да кажеме кога како хирурзи од тука идеш на физикална терапија. Те пресима физијатар до одреден момент. Од моментот на враќање во тренажен процес треба да има човек кој што ќе те врати во тренажен процес. Затоа што сведоци сме биле на повреди веднаш на првиот надпревар затоа што спортистот не е соодветно вратен во тренажниот процес. Многу битна работа кај професионалните клубови и професионалните спортисти. Да. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот до вас. Имам болови од десното колено, под капачката, малку од десна страна, нека се лево. Кога лежам не, вака кога се стижам, дали смем да употребувам сега блок макс и ова што е на клофе, или треба детално да се испита па после? Значи болката под чашката, значи апсолутно може да употребувате све, нема никаков проблем, нема зијано тоа, меѓутоа треба да се испита. Болката под чашката најчесто или понекогаш е тоа нели anterior knee pain е најчесто ради оштетување на рскавицата на пателофеморалниот зглоб, односно зглобот помеѓу чашката, пателата и фемурот, кој што може соодветно да се третира. Треба да се направи убава проценка, да се види што точно се случува таму, па потоа да се почне од гелови, физикална терапија, интерартикуларни инекции, артроскопија доколку е тоа потребно. Пошто сепак малку има тук на капачката, не е многу јак, не е многу голем тој отокот, а дали само рентген може да утврди или мора да се или компјутерска или... Видете, рентгенот ќе ни даде некои податоци, најбитно е соодветно да ве прегледаат. После прегледот ќе биде јасно дали треба рентген или треба веднаш да се прави магнетна резонанца за да се види што се случува. Прегледот ќе ни даде точен податок што понатаму. Поготоа што велите дека после движење се зголема болката, тоа е заради тоа што чашката и фемурот се тријат за време на движењето. Да. Ви благодарам за јавувањето и тоа ќе биде нашиот последен гледач за денеска. Имам уште неколку минути само да позборуваме во однос на превенцијата генерално, за што е оно што би требало да прават пациентите, гледачите, граѓаните. И во однос на првиот дел кога зборуваме за артроскопски интервенции, односно причината поради која што се прават вакви интервенции, а тоа е трошењето на рскавицата на зглобовите, но и во однос на рекреативното спортување генерално,
превентивни мерки. Дали тоа е начинот, сигурно е начинот на живот, но тука е и начинот на исхранување во однос на тоа што би требало да се практикува и откако веќе ќе се почне со спортот, или ќе се продолжи со рекреативното спортување, што е оно што би можело да се конзумира дали како суплемент или нешто слично, за да намали и таа напрегнатост на мускулите и понатака да може да продолжиме. Кога зборуваме за превенцијата, апсолутно многу битно е исхраната. Да. Затоа што исхраната е таа што го одржува нашето тело. Не е само проблемот на вишок или мањак на или помалку килограми, меѓутоа исхраната е многу битна за сите делови од телото. Не може да спортувате, значи да барате од организмот со вишок килограми, со не е соодветна исхрана, соодветен спорт. Треба да се спортува, без збор. Рекреативно, професионално, аматерски, како сакате да кажете, треба да се спортува, па макар и да се пешеше покрај вартар. Океј, тоа е корачите ми, тоа мора да се прави, меѓутоа не може да барате, значи, од организам со вишок килограми, организам кој што излегол од ручек, од маса и сега да спортува, да игра фудбал, што ја знам, тенис, шах, ватерпол, како сакате да кажете, не може. Значи, треба соодветно да се дозира исхраната, треба соодветно да се дозира све, за да имаме, не бараме ние врвни резултати кај рекреативците, меѓутоа бараме да се рекреираат онака како што треба. Но и пред се за здравието, нели? Самата тежина. Да. И втора многу битна работа, да, суплементите ги спомнавте, апсолутно немам ништо против, треба да се взимаат суплементи, меѓутоа не се суплементите тие што го решаваат проблемот. Па ќе кажам, ако не соодветно се храните, чабе пиете суплементи. Нема никаква логика. Суплементите само се додаток на исхрана, на соодветно дозирана исхрана, јаглехидрати, масти, протеини, течности. Тоа е она што всушност те и совети, препораки генерално и во однос на другите теми од оваа област кога сме зборувале, но и воопшто кога станува збор за здрава исхрана и добар и правилен начин на исхранување и на функционирање и додатоци во исхраната кои што може и не мора, се во зависност од самата состојба, па и желбите и потребите од на самата личност. Значи сите ние после тежок напорен работен ден, после убав, нели, здрав ручек, на сите нас добро ми дошла рекреација во 6-7 попладне. Меѓутоа, работен ден до 5 сат, оброк во 5:30 и рекреација во 6 не одат едно со друго. И посебно ако е нездрав оброк. Не одат едно со друго, така. Така. Доктор Михајлов, ви благодарам за денешното гостување и за тоа што бевте денеска заедно со мене и со нашите гледачи, што имавме можност да слушнеме повеќе информации во однос на артроскопијата, односно артроскопските интервенции, кога, како и зошто се употребуваат и всушност каква метода представува и за пролетното рекреативно спортување кое што е навистина важно, споменавме неопходно, но и всушност внимавање од страна на сите ние кои што спортуваме рекреативно, за да ги превенираме оние повреди кои што може да се случат, но и да имаме добра една физичка кондиција и еден добар континуитет во текот на целиот овој период кој што следува. Ќе ве поздравам, поздрав до сите останати ваши колеги и доктори од Цестина кои што ни доаѓаат редовно и ќе се видиме во следна прилика со друга тема. Благодарам за поканата уште еднаш. Ви посакувам убав и среќен ден, бидејќи како што споменавме денеска е светскиот ден на среќата. Истото ви го посакувам и вам, ви посакувам и добро здравје. Останете со програмата на Алфа и веќе утре ќе имаме уште една интересна тема, ќе зборуваме на нутриционистичка тема, но за превенција од ХПВ или хуман папилома вирус. Утре во 10 часот бидете заедно со нас, се гледаме и се слушаме. Довидување.